Во продолжение разговараме за една многу актуелна тема, всушност за врсничкото насилство или популарно наречено булинг, кога се лоцира дека истото настанува и како ние како родители да го препознаеме, но и системот, обкружувањето, што прави за тоа да се надмине. За истото разговараме во продолжение со Билјана Николовска-Трајановска, социјален работник, инаку вработена во ЈУДГ Бубамара во општина Ајродром. Добро утро, официјално ова ЈУДГ. Да, јавна установа за деца. Детска градинка Бубамара. Добро утро, Билјана. Благодарам што сте заедно со нас денеска. Многу актуелна тема. Ќе се фокусираме во прашањата денеска и во одговорите на предучилишната возраст, всушност на децата во градинките, зошто по некои истражувања и се лоцира, вие ќе ни кажете дали е тоа така, дека тоа врсничко насилство или булинг всушност започнува уште во градинка. Најпрвен да ви се заблагодарам и јас за поканата. Би сакала веднаш да поминам на прашањето, но би почнала дека булингот всушност ги вклучува индивидуите и група на врсници кои што се изложени на еден вид на насилство, физичко, емоционално насилство и социјално насилство. Во предучилишната установа се згрижени дечиња од 9 месеци до 6 годишна возраст. Тука булингот можеме да го забележиме на некој начин, ние, делот што сме вработени во установата како стручни работници, па од 5-та година натака, затоа што предходно дечињата се малку по, да кажам, од типот на наблюдување, емоциите ги искажуваат на друг начин, значи контактот со врсниците, знаете да се поттурнати во играта да направат слободни некои движења, меѓутоа овој вистински тип на булинг може да се забележи од 5-та година па натаму, значи во најголемите воспитни групи. И споминавте турнување и така натаму. Што подразбира тој во, да речеме, дечиња во 5 годишна возраст? Што си велате еден на друг најчесто? Ти не си убав, не ти убав фустанот, немој да го носиш тој фустан, или што си кажуваат? Тоа се случува во веќе тие големи групи, каде што дечињата може да се изразат, значи со зборови. Затоа велам дека го класифицираме како еден вид на булинг, затоа што помалецките, кога говорот се уште не им е развиен, овој тип на туркање, закачкање и слично, дај ми играчката, не го класифицираме како булинг, туку едноставно дека тие дечиња се уште се мали, не можат да говорат, емоциите ги искажуваат на тој начин, борба во средината едноставно, но те поголемите дечиња се забележува тип на булинг и тој најчесто се прави врсници кои што ги чувствуваат помалку силни од нив. Послаби, да речеме. Повлечени дечиња, најчесто. И знаат, на нашки кажано, да ги навредат со некој тип, како што кажавте вие, ова не ти е убаво, например, не го носи повеќе и така натаму. Меѓутоа, во таа социјална средина, се трудиме во градинките, значи да дадеме една еднаквост на децата, се повеќе да ги поттикнуваме да го тргаме овој тип на насилство, дали е вербално, дали е емоционално, со што тоа во училиштата малце ќе фати друг ред и ќе се намали, чекор по чекор. И сега, вие ги следите 30 дечиња, тоа се 30 фамилии. Тоа е, секој има различен карактер, подоцна ќе зборуваме и за фамилиите, дека секој си носи од дома одреден начин на однесување на живот, на навики и карактери и се. Како изгледа детето кој што врши булинг? Мало дете. Што во себе носи? Што се крие? Убаво кажавте, децата се слика на родителите пред се на семејната средина. Значи се започнува до на семејна средина, која што подоцна се имплементира во установата каде што е детенцето, дали во предучилишна установа или во училиштата. Се забележува голем бес во оние дечиња, некој гнев, некоја нервоза, незадоволство, кое што детето го искажува на тој начин врз врсниците. Дали тоа го има видено во семејната средина или можеби доживеано кај себе, па подоцна истото детенце го пренесува на врсниците во групата. Најчесто тоа е профилот. А како е па профилот
на детето кое што се хипотетички во наводници трпи булинг? Најчесто тие дечиња знаат да се повлечат. Во некој кјошенце ќе застане или можеби ќе се зацкрие позади некој детенце што го чувства посилно. Најчесто се затвараат во себе. Емоциите ги потурнуваат, не сакаат да говорат и се повлекуваат во себе. Реагираат при доаѓање во градинка, Не сакаат да влезат. Така е, не сакаат да влезат. Реагираат и во домот, најчесто се случува и во таа возраст да има мокрење навечер. Значи други несакани ситуации кои што родителот ги доживува заедно со детето. И тука навистина мора да се работи, но многу е важна и соработката на родителот во овој процес на детенцето, кое што ние сме го забележале дека врши некој вид на насилство врз своето другарче во групата. И сега она што е најважно е сепак 8 часа, посигурно, можеби и повеќе, наставниците, односно како се викаат во градинка, воспитувачи и негователи, тие го поминуваат времето со децата. Колку се тие важната карика дека детето ќе го надмине булингот и од друга страна детето кое што го врши ќе престане со тоа. Дали се тие првата алка, па потоа доаѓа родителот дома, можеби некако се е перено кон нив. Многу често родителите знаат да не го забележат булингот кој што нивното детенце го прави во установата. Најмногу забележуваат воспитувачите и негователите во групата со поддршка секако на стручните работници. Тоа се прави врз различни типови на обсервација. Значи, од денеска за утре не можеме да добиеме заклучок за некоја определена особа дека врши булинг врз другите дечиња или на една индивидуа, меѓутоа со текот на времето се врши обсервација. Се наблюдува тоа детенце како реагира во средината. Секој од тимот дава разни активности во групата и врз основа на тоа што ние ќе го процениме како тим и како вработени директно во групата воспитувачите и негователите, даваме еден крајен материјал, да кажам, со кој што подоцна со родителите треба да направиме соработка, која што е многу важна за да има успех. Така. Но додека е детето во градинка, како треба да постапи негователот во таква ситуација? Многу често се случува... Прашувам за еднаквиот пристап, да не биде едното го брани, другото го напаѓа. Тоа многу често сме го разговарали, многу е важно, затоа што дечињата се ранливи на таа возраст и се многу деца. Значи, во тој момент, навистина треба еднакво да се искараат двете дечиња, да се... Хипотетички искараат, и да се избалансира целата ситуација, со што подоцна, значи не треба во очите на сите да се говори, односно да се етикетира, да кажам, тоа детенце кој што го врши булингот или е жртва на булингот, и подоцна, значи со сето тоа одиме во чекор друг контакт со родители, со работка, стручен тим, со негователски тим, се со цел за да може да се отстрани тој тип на насилство што се случува во групата. Најважното нешто е тоа што се случува во градинка, затоа што тука се формира карактерот на таа возраст, 5 години веќе, и тука сега, ако се формира карактерот на едно мало дете дека тој е лош, и сега целата група кон него дека тоа е лош и тој ги закача сите, затоа... Тука работиме на тоа да воспитувачите и негователите, значи имаат еднаков пристап кон децата. Тоа е многу битно. Сите сме ние различни, сите сме ние своја индивидуа. И не секој ден е исто. Ете така, тоа и треба да има толеранција, така е. Но има исклучоци кои што од типот на дечиња кои што вршат булинг и тоа трае. И трае. Тука веќе треба да се направи соработка, пак ќе кажам, со родителите, се со цел тие родители да немаат проблем подоцна во училиште, затоа што тука почнуваат тие поголеми проблеми. Да, и за тоа ќе зборуваме. Следно прашање, но претходно да ве потпрашам тука, дали можеби булингот во предучилишна возраст е времен, е олицетворение на некоја домашна ситуација? Се лоцира некако како прво дека станува збор за тоа, затоа што се многу мали дечиња. Искрено најчесто, да не кажам процентуално колку, меѓутоа се доаѓа од дома. Децата се кажуваат. Значи сите тие се толку искрени души. Ако најдеш начин да ги поттикнеш, спонтано да си кажат, едноставно знаат да се доверат. Многу често
не сакајќи тоа го прават, па баш со нивните учителки, кои што точно дека се главна карика, и тие можат да помогнат во тоа. Меѓутоа, семејната средина е најчесто проблем за она што дечињата го изразуваат врз своите врсници. Е најважно. И тоа се забележува навистина, пошто некој што го работи тоа долги години, што е стручен во таа професија, навистина, верувајте, многу брзо може да се забележи. Затоа и вас ве викнавме тука да разговараме на оваа тема со оглед и вашето искуство и работа. Кои се последиците? Спомнувате неколку пати може да има проблем подоцна во училиште. Кои се последиците за дете кое што, ајде и двете страни, кое што трпело булинг и кое што прави булинг? За подоцна во училиште, како прераснуваат? Знаете како, доколку не се стопира на време, и родителите немаат искрен пристап и не сакаат буквално да си ја видат нивната вистинска ситуација во домот, подоцна имаат сериозни проблеми со своите дечиња. Најчесто не ги слушаат дома, одбиваат, например, наредба од родител, потоа конфликти со учителката во училиште, исто така со врсниците. Знаат да бидат насилни многу често, значи знаат, вели вака, во училиште ми стави сопка и друго детенце вели, вика, мене не сакајки ми го направи тоа. Но тоа не е не сакајки. Значи тука нешто има позадина, зошто тоа детенце го прави на своето другарче. Така да, како раснат, се повеќе се може да се зголеми тоа, не дај Боже да израснат и во, не дај Боже, насилници, зависници и така натаму. А од друга страна, дечињата други прераснуваат во несигурни личности? Точно, да, тие се многу покревки кои што трпат булинг од своите врсници, се многу несигурни, не знаат да ги искажат своите чувства, се повлекуваат, не сакаат да учествуваат во активности, најчесто знаете да се тргнат сами кога се дружат дечињата, дали на голем одмор и така натаму, и се повеќе се повлекуваат во себе, со што не е секогаш пример исто за сите. Се случува некогаш и деца да знаат да се изборат, меѓутоа треба да бидат подгурнати од некој. Так. Да. Дали од семејната средина, дали од некој надворешно лице, меѓутоа треба да бидат сепак да даде кураж. Да му се даде кураж, да. Не џабе народски останало тоа. Памтам уште не знам од кога сум била мала и постојано сум го слушала од повозрастните. Се е од дома, се е од дома. Се е од дома. И да, се е од дома. Колку родителот може да помогне, а колку да одмогне во целиот процес? Всушност, вие ќе бидете успешни во вашите методи доколку соработуваат со вас. Значи, не може да ги постигнете ефектите само тука додека е во градинка. Токму така. Потоа оди дома, па утре дента се враќа. Во кој дел всушност одмагаат? Во неприфаќањето на ситуацијата? Најмногу од родителите не може да се соочат со проблемот и најчесто не сакаат да соработуваат со установата, мислејќи дека они не имаат проблем. Но на вистина има семејства кои што имаат сериозни проблеми. И дечињата веќе низ годините како ги следиме, многу уназадуваат, а биле умни, паметни, разбрани, соработували така натаму, меѓутоа кога веќе зборуваме за семејните проблеми, тие ги доживуваат во себе и ги изразуваат во таа средина. Така да јас би апелирала и до сите родители, истото го кажам и во секојдневната работа, не треба да бидеме пристрасни кон своите дечиња, значи треба вистински да гледаме, затоа што проблемите колку повеќе остануваат на страна, се повеќе се зголемуваат. Значи врската родител што треба да ја зајакне со предучилишната установа, подоцна со училиштето и така натаму, треба да трае во интерес на нивното детенце. Па се е во интерес на децата, на крај. Да ве прашам, ги следите и наназад години состојбата, како се развива? Може да кажеме дека јас памтам и мое време, и во училиште, и во градинка, секогаш постоела еве ова модерно, како се нарекува, врсничко насилство или булинг. Но не било во ваков размер никогаш. Многу е зголемено, изминативе години многу повеќе. Еве сега пандемија вајде да скокна, мада и таа имаше голем удел. Како животот пред пандемијата и животот по пандемијата. Сега овие генерации кои што се згрижуваат во детските градинки се многу понапредни и значително потемпераментни деца. Зошто постои тој темперамент, таа да кажам некоја нервоза, некоја вака движење, нестабилност на телото, на децата, зборам уште од многу рана возраст, и доколку тоа не се тргне од тие 2, 3, 4 годинки, прераснува детето во
друг тип на индивидуа која што прети во социјалната средина. Исто така технологијата која што е многу важен Тоа сега да прашам, каде го лоцирате? Како искрено јас да ви кажам, ги гледам родителите уште наутро, детенце 1,5-2 годинки во количка и телефонот во рака. Навистина е непотребно затоа што тие се уште мали, не знаат да говорат. Ништо не знаат за светот. Зошто да го затвориме говорот? Зошто да не ги поттикнеме да комуницираат, туку да гледаат во тој телефон кој што немаат фидбек со него. И тука сите работи почнуваат и понатаму. И понатаму се прави таа завист. Така е. Настанува и тоа е тоа. Вие сте социјален работник. Ме воодушевува фактот дека градинка има социјален работник. Да, во градинките малку во државниве градинки и во училишта. Во Скопје има градинки со социјални работници, меѓутоа не во сите. Стручни кадри нема во сите, значи ние за среќа во Бубамара сме еден комплетен стручен тим, меѓутоа има градинки кои што навистина им фалат стручни работници, еве конкретно социјалните работници се многу важна алка, за да има. Па затоа сакав да ве прашам, сакаме промени, сакаме подобро општество во семејството, значи се насилство врз врсниците, сето тоа кое што е многу важно за утре тоа дете во општеството да израсне во една зрела личност која што ќе донесе приход и ќе биде едноставно лице на државата. Сакаме убаво општество. Да, затоа вашата работа е непроценлива. И колку имате соработка од родителите? Вие претпоставувам дека работите со целото семејство. Да, мојата работа е и со децата, но многу повеќе со родителите. Значи, најчесто наоѓам начини, мои лични стратегии, модели, за да допрам до родителот. Да, меѓутоа имам некоја моја лична, мислам, своја техника која што си ја правам, сум многу искрена и многу сакам природно да им постапам на луѓето, за да се реши проблемот чекор по чекор. Навистина нема потреба од лаги или некои недоразбирања, затоа што родителите треба да ги допреш онака како што они сакаат во моментот да слушнат, затоа што сепак се работи за најмилото и многу е тешко понекогаш да слушнеш твоето дете е такво, такво и такво. Така да некој чекор по чекор допира со различни советувања, разговори така натаму, за чекор по чекор велам да дојдеме до едно заедништво и да почнеме да го решаваме проблемот заеднички. Долги ли се тие процеси? Па долги се понекогаш. Навистина се долги, затоа што многу често немаат слух, знаат и да одбијат. Тоа е тоа што сакав да прашам, како да лудираме тука дека се прави за доброто на децата? Затоа велам, зависи од проблемчето, значи и зависи од двајцата родители. Јас кога ќе ги видам родителите, знам со кој и како можам да разговарам, профил, како да му пристапам на таткото, како да пристапам на мајката, за да можам и нив да ги опуштам кога станува збор на темата и подоцна тие заеднички, па и детето, значи многу е важна нивната врска, родител-дете. И двајцата родители каква врска имаат, за да имаат многу добар исход во работата со нивното детенце. Ќе споменеме пандемијата, но пандемијата беше една одлична можност, особено за родителите кои беа во трка со време, да најдат време за своите деца, семејството да се собере. Па и да се затвори дома некој период и тука се тие, нема никој друг, мора да поминат време заедно. Беше борба. Вроди ли тоа со плод? Па сега некако почнува да се отвараат, затоа што неколку мајки останаа без работа. Па и татковци оставаа, кој зависи кој повеќе печели во домот, беше турбулентен. Многу од родителите, значи ги чуваат децата дома, се плашеа, значи се затвори целиот семеен процес. Почнуваат нервози во домот и така натаму. Сето тоа кое што не сакаме да ни се случува, убаво е секој да си фати ред, дали во градинка, дали на работа. И мислам дека веќе се отворија картите и веќе се фатија ред и родителите и дечињата, градинката функционира веќе одлично. Си се вработија доста мајки кои што оставија работа заради тоа што децата им беа дома. И сето тој затворен процес на живот мислам дека доведе уште повеќе до овие работи што не се случуваат во денешно време. Сакате да кажете дека можеби ако очекувавме да нешто добро да излезе од тој момент дека имаме можност семејството да се собере, всушност и во некои сегменти не беше добро.
Па да, во право сте. Кога ќе се ограничи слободата, веројатно тоа е клучниот а проблем, фактор. Сакаат на вистина да се дружат со врсниците. Многу од родителите они не можат да усетат на 3-4 години, тргни се од овој, не застанува од овој, не се дружи со тој. Не го гушкај. Не може, не го гушкај твоето другарче кое што ти е омилено. И сите тие работи децата не знаат да ги искажат, ги потиснуваат во себе и водат кон некои други, да речам, нивни лични нарушувања во емоциите. Но за сега сме супер, градинките функционираат, бројноста на деца е голема и се надевам дека нема да имаме многу насилства во групите. Реално не се соочуваме ние со некои многу големи ситуации, проблемчиња во предучилишната установа, но има исклучоци и најчесто потекнуваат од семејната средина и околината која што го обкружува детето. Благодарам, Билјана, го заокруживме разговорот. Навистина ќе ми биде драго, доколку се гледаме често и на други теми. Оти вашата работа е клучна, а неисцрпни се темите за разговор. Така е. И овие сега прашања потикна и други теми да ги отвориме. Така да верувам дека ќе се видиме и во следен период. Се надевам и јас, ви благодарам од срце. Секогаш кога говорам за децата, имам некоја чудна емоција во себе, затоа што навистина верувајте, децата се една празна книга, која што ние возрастните ја полниме и многу е важно и како родители, како луѓе вклучени во процесот кој што даваме за добробит на детето. Треба тоа да го правиме со вистинска емоција, за да им помогнеме на тие дечиња. Благодарам. Фала и на вас. Поздравете ги во Бубамара денеска. Благодарам, обавезно, фала и на вас.